Февруари 2014 година почнува изградбата на автопатот Кичево-Охрид. Без тендер директно е договорено да го гради кинеската компанија Синохидро. Директно биле договарани и други работи. Да не е многу, да не се претерано и нашто. 57 километри автопат требаше да чинат 374 милиони евра и да бидат завршени за околу 4 години. Очекуваме развижување на економијата во регионите каде што ќе се градат патиштата. По 3 години беше објавен напредок. Колку што разбрав, речиси пола од градбата е завршена. Да, преку 45% е прогресот веќе завршен. По еден месец од оваа изјава во тунелот на пресека, владата на ВМРО ДПМН си замина. На власт дојде СДСМ и по известно време објави дека поради пропусти пред се во проектирањето, изградбата ќе голтне дополнителни милиони и години. Најпрво е потребно да се изврши допроектирање на сите работи што претходно ги спомнав и потоа стручен тим во соработка со надзорниот орган ќе даде конкретна дополнителна цена на чинење на автопатот. Изградбата беше пролонгирана до јуни 2021 година, а Синохидро доби нов рок и дополнителни пари што сега се вкупно 598 милиони евра. Кичево-Охрид е крајот на 23-та година. Правиме максимални напори. Крајот. Наредната година крајот. Правиме максимални напори. Има рок кој е утврден. Да, тој е со закон утврден. Крајот на годината се гледа, но според состојбата на терен, не и крајот на изградбата на автопатот Кичево-Охрид. Ова здание на автопатот Кичево-Охрид е храбро архитектонско решение за кое проектантите ретко се одлучуваат. Се работи за виадукт, градба што се разликува од мост по тоа што под неа не тече река, туку има суводолица. Но овој виадукт е уникатен. Има најдолг распон меѓу два столба во Македонија – 165 метри. На почеток тука ова што го гледате немаше ништо, туку беше еден куп земја кој што неколку месеци се бореме со тоа како да стигнеме до да направиме пристапни патишта за да го отпочнеме изградбата на темелите. Во изведбата на виадуктот, крстен по блиското село Лавчани, учествувал градежниот инженер Филип Трајковски, млад професионалец, влюбеник во градежништвото. Компанијата Гранит, во која е вработен, е еден од подизведувачите. Автопатот се гради речиси 10 години, колку што трае и до сегашната кариера на Трајковски. Тој се уште не бил дипломиран кога го ангажирале во 2015 година. Додека студиравме, не ни беше на памет дека ја би можел да изведувам ваков мост. Иако во тоа време веќе се изведуваја два на делот на Демир Капија Смоквица, каде што лично бевме преку градежниот факултет како студенти, ги посетивме и тоа премногу ме фасцинира и го чекав денот кога ја би почнал да работам на таков виадукт и тоа се деси многу брзо за моја среќа. Значи, отприлика за нецела година после посетата на тој виадукт, јас бев назначен да работам на овој виадукт. Изведбата на виадуктот почнала во 2016 година и траела 5 години. Од секогаш ме воодушевувал фактот што зад секоја градба стои човечката креативност и вештина, како од идеја да се дојде до реализација, како и фактот дека резултатите од градежништвото се секогаш видливи, иако на почеток се само еден куп хартија од цртежи и пресметки. Овој автопат поминува низ специфичен терен, па има повеќе интересни архитектонски решенија. За разлика од мостот кој има најдолг распон меѓу два столбови, ова зад мене е мостот кој има најголема вкупна должина од сите мостови на автопатот Кичево-Охрид. Долг е 520 метри, а највисокиот столб е висок 59 метри. Се наоѓа во близина на селото Добреноец. Долго трае, но изградбата и на овој автопат некогаш ќе заврши. Трајковски би сакал да ја продолжи својата кариера работејќи на слични инфраструктурни проекти. Мислам дека многу ќе ми фали кога овој проект ќе заврши. А доколку треба конкретно да изберам што би сакал да работам во иднина и што е мојот предизвик, а мислам дека тоа повторно би бил делот на мост во изградба на мостови, односно некој висечки мост со големи распони. Изведбата на виадуктот е завршена, но тоа не значи дека тој е во целост готов. Во тек се финалните работи.
Дента кога снимавме се поставуваше заштитната ограда. На друг дел од автопатот се асфалтираше. Примерот со мостот е меѓу светлите точки во контроверзниот проект за изградба на автопатот Кичево-Охрид, кој се реализира предолго и чини прескапо. Во 2020 година, Институтот за демократија објави анализа според која за автопатот ќе бидат потрошени речиси двојно повеќе пари од првично планираното, односно над 10 милиони евра за километар. Досега се потрошени 421 милион евра, велат од Транспорт. На терен речиси целосно готови се тунелите кај превојот пресека. За голем дел од останатите делници, впечатокот е дека има уште многу работа додека од тука да почнат да минуваат возила. Министерот за транспорт и врски го најдовме на дневен настан. Го прашавме дали и натаму очекува автопатот Кичево-Охрид да биде завршен до крајот на годината. Ние ќе направиме се, ги правиме сите координации, притисоци да изведувачите на терен си ја завршат својата задача, бидејќи институциите својата задача си ја завршиле. Бочварски вели дека автопатот ќе биде пуштан во употреба делница по делница. Пред некој ден се заврши клучката кај аеродромот Охрид и е пуштена во сообраќај, така што продолжува секој едној дел кој што ќе биде приспособен согласно стандарди, процедури да биде безбеден, да биде пуштен во сообраќај. Која е таа делница, например? Значи ќе почне од Охрид кон Подмолје, асфалтирање на третиот слој и продолжуваме према аеродромот Охрид, Ботун и кон Кичево. Но Бочварски не е прецизен дали 31 декември годинава, освен законски, останува и рок во пракса за завршување на целиот автопат. Според нашиот увид на терен, тоа изгледа нереално. А договорот на државата со Синохидро на 12 ноември годинава ќе направи една деценија од потпишувањето.